Продолжуваме со биологија, еден од моите омилени предмети. Наставничке, со што продолжуваме? Да. Со наставната содржина за 8 оделение, а тоа се варијации. Варијации? Да. Ајде, 8 оделенци. Ајде да видиме. Знам дека едва и чекавте да почнеме. Така. Да, добре. Да. За да кога зборуваме за варијациите, убаво е да кажеме еден пример. Дали овде имаме на слайдот убаво прашање, дека сите луѓе припаѓаме на еден вид. Но дали има разлика помеѓу нас? Да. Има. Какви се разликите помеѓу нас? Па, Бојата на очите, бојата на кожата, кожата, висината, тежината. Така. Значи, еве, тука имаме напишано многу такви варијации кои што ги има кај организмите. Не само кај луѓето. Кај сите организми од ист вид се среќаваат варијациите. Но што се варијации? Па варијации се различности. Ете така, различностите, разликите кои што се во рамките на еден вид. Тука можеме да погледнеме различни варијации, но тие се разликуваат една од друга. Ги групираме во две групи. Еве ги видови на варијации. Едните ги нарекуваме континуирани варијации, а другите ги нарекуваме неконтинуирани варијации. Која е разликата помеѓу овие две варијации? Едните варијации, континуирани, значи дека нешто се случува во континуитет. Односно, ако ја мериме висината кај учениците од прво оделение, како растат секоја година, тоа го прават наставниците по физичко образование, како ја мерат висината кај учениците и ако сето тоа потоа го направиме како графикон, кој го видиме континуитетот на растење кај учениците. Значи, континуирани варијации се сите они варијации кои што може да се мерат, а тоа се висина, тежина, обем на глава, обем на струк, должина на стапало и така натаму. Обем на струк, да. Непрепорачливо баш секогаш. Додека пак неконтинуираните варијации се промени кои што варираат во многу мал опсег. И тие не може да ги мериме. Немаме така, туку само можат да се бројат. Ако сега сите ние што сме тука во просторијава направиме една табела, кој какви очи, кој каква боја на очи има, тогаш ќе знаеме точно. Двајца имаат сина боја на очи. Да. Тројца имаат кафејава боја на очи. Четворица имаат потемно кафејава. Еден има зелена боја на очи. Да. Значи знаеме точна бројка. Светко има сини очи. Така. Значи тоа се неконтинуирани варијации. Оние варијации кои што можеме точно да ги изброиме. Еве тука какви видови на варијации имаме. И сега ќе преминеме во следното нешто, односно некои од варијациите можат да бидат наследни, а некои можат да бидат во зависност од околината во која што живеат, значи од животната средина. Наследни варијации на фотографијата имаме ставено дека некои организми, некои луѓе може да го свиткаат јазикот, некои не можат. Да. Некои можат палецот да го свиткаат, некои не можат. Некои имаат залепена ушна ресичка до образот, некои немаат. Бојата на очите, крвните групи. Да. Знаеме дека постојат само 4 крвни групи, Да. нема повеќе. И можеме точно да, дури и на светската популација, можеме точно да одредиме која крвна група, колку од популацијата има нулта крвна група, колку Точно. има АБ и така Јас натаму. нулта негатив. Так. Ти, Цветко? Не знам. Не знаеш? Потоа, знаеме дека некои луѓе имаат рамно чело, односно косата рамно им почнува да им расте, кај некои не. Бојата на очите ја кажав, ете така. Додека пак континуираната варијација, примери за континуирана варијација се висината, тежината, должината на стапалото, пулсот исто така представува континуирана варијација, обемот на струкот.
сега, не секогаш можеме ние точно да одредиме дека вариациите се секогаш наследни или секогаш се во зависност од животната средина. Имаме вариации кои што точно знаеме дека се наследни, кои што ги наследуваме од родителите, а имаме вариации кои што се предизвикани од животната средина и имаме мешани вариации. Тука имаме неколку примери и убаво е да ги пополниме. Да. Телесната тежина каде ќе ја ставиме? Во вториот графикон. Така Промени е. кои настануваат влијанието на животната Така е. средина. Бојата на косата, Е, од наследна. гените, наследна. Така е. Голема ушна реса, исто е Наследна. наследна. Крвната група, наследна. Наследна. Бројот на еритроцитите. Кога живееме во град, каков може да биде кај некои деца бројот на еритроцити? Така променливо. Многу нисок. Така. Да, бидејќи е во зависност од животната средина, затоа е тука. Ако отидат на Начинот планина, на исхрана, Точно продуктите, така, точно така. тие што јадат многу зеленчук и овошје, се Така. Така. Значи, бројот на еритроцитите зависи и од животната средина. во која што се Така. наоѓаме. Бојата на очите ја наследуваме. Да. Интелигенцијата? Исто. Интелигенцијата? Ајде во мешани да ставиме. Може и ваму и Може таму. и Може ваму, и да, таму. затоа ќе ставиме тука Како во мешани. струкот. Како Ето струкот. Што и струкот може да биде или наследен. Ваму Тој и од таму. животната средина Да. зависи. Да. Многу честа техника која што се употребува и во математиката и во биологијата. Односно, континуираните вариации и неконтинуираните можеме да ги представиме со Венов диаграм Да. и на таков начин да ги пополниме на едната страна, во едното множество континуираните, во другото множество неконтинуираните, а во средина тие да, само така може. Тука не можеме да ставиме сега ништо, значи само да ги поделиме во Венов диаграм. И сега имаме истражувања. Истражување на вариации. Имаме неколку фази во истражувањето на вариациите. Обично ние во училница тоа многу убаво го правиме, но сега малку имаме потешкотии, нели? Но сепак, еве ќе дадеме преку примери, ќе можеме да го одоловиме тоа мерење на вариациите. Ова е истражување на неконтинуирана вариација. Односно, сите ученици во едно оделение, кои што се 20 на број, Имаат различна боја на имаат очите. различно Да. и сето тоа се внесува во табели. Значи, Да. првиот процес на истражување е прибирање на податоци и правење на табели. Второто нешто што треба да се направи, треба табелата да се претвори во табела за зачестеност или табела на фреквенција. Односно, тука ќе ги напишеме сите Бои на очи што бои ги на имаат очи, учениците така, во оделението. така, во оделението. Црна, кафена, сина и зелена. така. Така. Потоа, броиме Колку од нив ученици, имаат црни очи? Црни, колку зелени, колку сини. Ете, 8. Така. Кафени имаат 6. за да не броиме четири, и да не ги два. памтиме нештата, Точно, Ги се запишуваме. прави ги запишуваме диаграм на со фреквенција. цртички, така. Потоа истите тие цртички ги претвараме во бројки. Така. И добиваме конечни резултати кои што понатаму преминуваме на вториот дел од истражувањето, односно правење на диаграм. Значи во биологијата многу често се прават диаграми. Значи сите податоци што се прибираат се навистина на ваков начин се представуваат за да може визуелно учениците полесно да дојдат до заклучокот. Затоа сето ова го правиме. Правиме стол без диаграм затоа што ние точно знаеме затоа што вариацијата беше неконтинуирана и точно знаеме колку ученици имаат црна боја на очите, колку кафена, сина и зелена. Да. А како пак континуираната вариација како се одредува? И таа многу слична. Исто со запишување. Да, но не употребуваме стол без диаграм, затоа што немаме мерења, Да. туку имаме точни бројки. Сега, за да можеме да ја представиме континуираната вариација, еве, исто се прават диаграми, табели. За висината на Така, за учениците, висината. кој колку е висок во сантиметри. Така. Да. Тука мораме Да. да го објасниме само едно нешто. Кога имаме континуирана вариација, имаме диапазон на бројки
И сите тие бројки потребно е да ги треба учениците некако убаво да можеме да ги сместиме во групи. Затоа правиме интервали. Колку се помали интервалите помеѓу сантиметрите, толку резултатите ни се поточни и толку графиконот ќе биде подобар. Значи помеѓу 140 и 150 што се високи, 140 помеѓу 150 и 160 така, сантиметри. Овдека имам на 4 имаме направено на 4 сантиметри разлика и ги имаме добиено следните резултати. Еве како изгледа континуираната варијација, како се добива столбест диаграм, може и линиски диаграм да се направи, овдека столбест е затоа што имаме интервали, Да. секој интервал ни е на одреден поделок. А следното нешто ни е истражување на варијации кај растенија. Но тоа може да го оставиме за следниот час или да продолжиме. Па не знам како стоиме со време. Марија, што Треба мислиш? да пуштиме Имаме еден време? джингл и да продолжиме со следниот час. Така, мислам дека полека завршивме со овој час, ги научивме најважните работи. Правиме мал джингл и продолжуваме понатаму. Така. Тука сме, останете пред малите екрани. Благодарам.